Ете си добивме нова Катица Јанева. Да не ви се верува, председателка на едно од главните тела кои треба да се бори против корупција во државата, заврши како осомничена за што? За корупција. Што правела? Преку својот службен телефон на Viber и WhatsApp му давала податоци на еден осомничените директори за поведени постапки, отварање предмети против него, против неговите фирми, вклучени во предметот адитив и какви одлуки се носеле за нив, ама и податоци за проверка на имотот на обвинетиот директор и неговото семејство. Или едноставно, таа откривала податоци што по закон се службена тајна и чие откривање може да имаат штетни последици за истрагата. Зошто тоа го правела? Дали од лични интереси, дали било плаќано и слично, засега не се знае. Ама се знае, личноста која е начело на телото, кое треба да биде олицетворение на бескомпромисната битка со криминалот и корупцијата, е фатена со раката во медот. Понизок удар од ова нема. И тоа да стануваше за некое големо промашување, пропуст или некоја истрага, или ете тргување за влијание за повисока цел, човек да разбере. Ама Димитровска падна затоа што им била крт на некои си таму директори лопови. Искрено, веќе не знам што да кажам. Не знам како да реагира човек кога председателка што беше избрана и тоа со највисоки оценки во собранието, со образложение дека имала големо искуство во борбата за спречување на корупцијата и суди на интереси, имала јасна визија за работата на ДКСК, да заврши како обичен криминалец. Како реков, како Катица Јанева или Катица 2. За разлика од Катица, ова има дипломатски пасош, нели, за да оди на оние семинари и предавања каде треба да се обучи како се водела битка со криминалот и корупцијата. Навистина невидено.